Од денеска до 10 јуни во основните и средните училишта се спроведува екстерното тестирање на учениците. Екстерното ќе опфати и 18.126 наставници во 680 основни и средни училишта. Тестирањето ќе го следат 638 наблюдувачи, а ќе бидат ангажирани и 175 администратори. Активни ќе бидат и инспекторите на Државниот просветен инспекторат, а отворени ќе бидат и кол-центрите на Државниот испитен центар. На 28 мај беа објавени распоредите на кој датум учениците ќе полагаат. Распоредите дополнети со предметот кој ќе го полагаат ќе се објавува секој ден, односно 3 дена пред секое тестирање. Министерот за надворешни работи Никола Поповски денеска и утре учествува на Виенската конференција за Западен Балкан 2014 и на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите членки на Централноевропската иницијатива. Поповски на среда со австрискиот колега Себастијан Курц во контекст на австриското председавање со ЦЕИ ќе разговараат за можностите за зајакнување на регионалната соработка, поддршката за интеграција на регионот во Европската унија и поттикнување на економските активности во Југоисточна Европа. Првпат контингентот 150 припадници на армијата на Република Македонија како дел од борбената група на Европската унија за втората половина на оваа година од денеска до 13 јуни во Белгија ќе учествува на вежбата Брст Лав 14. Началникот на генералштабот на Арама, генерал подполковник Горанчо Котевски, кој денеска ја испрати единицата, оцени дека ова е голем успех за Арама и за Република Македонија и потенцира оти со ова испраќаме јасен сигнал за поддршката на одбранбената политика на Европската унија. На вежбите што се организираат од страна на армиите на земјите членки на Европската унија, а покрај напорите кои ги дава АРМ во мировните операции кои се под воството на НАТО, исто така даваме придонес и кон Европската унија. Во Македонија доаѓаат компании од Германија, Италија и од Соединетите Американски држави кои ќе инвестираат во некои од слободните зони, објави директорот на ТИРС Виктор Мизо. Додава дека во јуни ќе има посети од повеќе компании, а во разговорите со владата речиси сите потврдиле дека производството во индустриските зони ќе треба да го стартуваат најкасно до крајот на следната година, пренесува телевизија Сител. Во следниот период ќе се работи на реализација на инвестициите кои беа најавени во изминатите 3 месеци. Тука пред себе ги споменал КСС во Кичево, ОДВ Електроник во Охрид, италијанската компанија Тиатек во Скопје, како и инвестицијата на турско-кинеската компанија Веибо во Ранковце, изјави Мизо. Бројот на работниците во индустријата е зголемен за 7,1% во април годинава, во споредба со истиот месец лани, покажаа податоците на Државниот завод за статистика. Најголем пораст е регистриран во главната индустријска група, капитални производи, каде бројот на работниците за една година се зголемил за 92,2%. Малопродажните цени на нафтените деривати од ноќеска на полнок се зголемуваат од 1 до 1,5 денар за литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Бензинот Евросупер БС 95 ќе чини 80,5 денари за литар, цената на Евросупер БС 98 ќе изнесува 82 денари, додека за 0,5 денари поскапува евродизелот, кој ќе се продава за 68 денари за литар. Босна и Херцеговина зазема едно од водечките места во светот по бројот на терористички организации поврзани со Ал-Каеда, кои во оваа земја ги има 5, колку и во Авганистан. Според листата на Обединетите нации, Босна и Херцеговина се наоѓа веднаш зад Пакистан, а е во ранг со Авганистан по бројот на ваквите организации, што значи дека е една од најопасните земји во светот кога станува збор за тероризмот. Во текстот објавен заедно со картата се наведува дека најмногу ограноци на Ал-Каеда има во Пакистан 12, а потоа следуваат Авганистан и Босна и Херцеговина со по 5 вакви организации. Шпанскиот крал Хуан Карлос одлучи да се повлече и абдицираше од кралскиот трон, соопшти денеска премиерот на Шпанија Маријано Рахој. Хуан Карлос има 76 години и проблеми со здравјето. Тој на престолот е од 1975 година, по падот на диктатурата на Франциско Франко. Престолот ќе го наследи неговиот 45 годишен син Фелипе. Русија денеска во Советот за безбедност на Обединетите нации ќе поднесе предлог резолуција за Украина со која се повикуваат на итен прекин на насилството и се предвидува воведување на хуманитарни коридори во источниот дел од земјата, соопшти рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Во меѓувреме НАТО и натаму инсистира на целосно повлекување на руските војници од украинската граница, соопшти денеска во Брисел портпаролот на алијансата Оана Лунџеску.